Јана Петковска, која би кажала повеќе за изложбата. Ви благодарам. Добар ден и од мене. Навистина ми е драго што денеска во публика имаме главно многу млади луѓе, бидејќи тоа за нас е посебно важно и важно во контекст на изложбата, затоа што содржините се однесуваат главно на корисниците на социјалните мрежи, на мобилните телефони, а верувам тоа ве засега сите вас. Ми представува навистина голема чест и задоволство што сме денеска овде на отварањето на изложбата "Стаклена соба, погрешни информации и манипулации на интернет". Ова изложба представува атрактивна и едукативна инсталација, составена од серија постери, интерактивни апликации, кои што може да се постават во изложбени простори и да се посетат онлайн. Таа им нуди можност на посетителите да дознаат повеќе за погрешните информации и за улогата на интернет корисниците во нивното ширење, како и за бизнис моделите, дизајнерските тактики и корисничките навики што овозможуваат поволна средина за нивно пренесување. Како дел од поставката, подготвено е и упатство за детоксикација од податоци, вклучително и од погрешни информации, што содржи конкретни совети како паметно и одговорно да се користи технологијата. Како надополнување на изложбата, наскоро овде во Велес, во Europe House, ќе биде организирана и работилница за младите, значи за вас, каде што ќе бидат опфатени теми поврзани со упатството за детоксикација. Најавата за работилницата ќе следи дополнително заедно со Ирина и незиниот тим. Поставката во Велес ќе биде достапна за посетителите во текот на овој месец, а потоа ќе биде поставена во просториите на Europe House во Битола. Инаку, оваа изложба е осмислена и подготвена од Tactical Tech. Тоа е меѓународна невладина организација со седиште во Берлин и направена е во соработка со повеќе европски партнери, а кофинансирањето е обезбедено од страна на Европската унија. По отварањето на изложбата во 2020 година, таа е поставена во 19 земји низ Европа на различни локации, како што се библиотеки, училишта, излози на продавници, железнички станици и е достапна на повеќе од 15 различни јазици. До сега поставката ја посетиле над 30.000 посетители ширум Европа и неколку стотини илјади онлайн. На крајот би сакала да упатам благодарност до делегацијата на Европската унија, што континуирано поддржува и афирмира бројни активности во земјава, кои што се однесуваат на медиумската писменост, вклучително и на оваа изложба. Голема благодарност до Europe House во Велес за одличната организација на денешниот настан, како и на нашите колеги и партнери од Берлин, Tactical Tech, кои ни овозможија оваа изложба да ја представиме и пред нашите граѓани. Благодарам за вашето присуство денеска и ве поканувам да ги погледнете содржините кои што се изложени. Ви благодарам.